Мора внимателно да се одлучи кој модел на настава ќе се избере во Тетово во новата учебна година, бидејќи ова општина е едно од жариштата со коронавирусот. При тоа приоритет мора да биде здравјето на учениците и наставниот кадар. Дополнително треба да се има предвид фактот дека оделенијата имаат поголем број ученици, како и тоа дека дел од средношколците патуваат од руралните средини, вели раководителот на секторот за јавни дејности при општина Тетово Ахмет Ќазими. Тетово е град кој што е со зголемен број на ученици, каде што имаме многу малку паралелки кои што се под 24 ученика, каде што наставата се изведува во 2 смени во сите училишта. Во средното образование секој ден патуваат ученици од 117 села во градот, и тоа е еден огромен процес кој што се реализира. И сите овие елементи треба да се имаат предвид пред да се донесе одлуката на кој што ќе се одвива наставата. Училиштата во општина Тетово се подготвени за новата учебна година, без разлика кој модел на учење ќе го одберат надлежните, вели Ќазими. Подготвени го очекуваме почетокот на учебната година. Имаме едно искуство од наставата во дистанца која што беше од периодот март па се до јуни, и тоа не е дополнително искуство за овој почеток. Комисијата за заразни болести денес на представници на Министерството за образование и наука им предложила учениците до трето оделение да одат во училиште, а за останатите да има онлайн настава, односно да учат од дома, објави МИА. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека за овој предлог на комисијата треба да се дискутира на седница на владата и да се донесе конечна одлука.